Здраво, другари на сите. По доста месеци истражување за Gala Games, решил сум прво сагав у Echoes of Empire, али тука се уште истражувам. Мирандас, или како е да се чита, не сум баш нешто заинтересиран. Townstar исто, Last Expedition исто. Например, у игри кои што не сум Legacy уопште, игри не дека имат огромен потенцијал, ама не сум тип кој што, например, ќе рипа се живо да инсталира, и би инсталирал игри кои што и ја пред сега би ги играл и би ги разбрал, пред да ги направам достапни за други и за scholarship. Значи Echoes of Empire има еднина за мене лично, како геймер јас шо сакам таков тип на игри. Стратегија е исто Spider Tanks, моментално прв планирам у Spider Tanks да упаднам. После Echoes of Empires, пошто таа побавно се развива, додека Spider of Tanks више гледај човече само што објавија и се продадеа више две мапи. До душа мене ми беше умилена мапа Arctic Base, така да се уште е достапна. Кошта, сега ќе имаме тоа апдейт, кошта повише од 3 Ethereum.56. Значи, цената нон-стоп рипа нагоре. Колку повише се купуват, мислам дека заради тоа рипа. Или валјда рипа поради тоа што се качува цената на Ethereum. Мада Ethereum доста падна. Тај дел уште не сум го разбрал зашо се качува и зашо паѓа. Идеме да префрлам 4 Ethereum ке префрлам и планирам више тестирав, гледате тука. Веќе тестирав пред 23 минути 0.01 Ethereum. Не ми зема ништо заради тоа што трансферирам од Gemini. Gemini имаме одредена количина на коини на месечно ниво што можам да ги вадам, да ги префрлам на други берзи и не ми земат никаков фи. Значи цената на Gala моментално е 0.54. Јас имам залиха од 6771. Ово мислам дека е флип од Ethereum. И тука имам другиот флип од Bitcoin, мислам дека им беше 8524. Значи имам доста добра количина на Gala. Денеска требаше Gala да литне 0.81, ама гледам многу нема едноставно информации на тема на Gala по 6 минути, по 7. Јас извинувам, пием кафе. Малку се подсетам на старите македонски денови. Значи тука имам спремно. Значи спремни се ако се случи до 0.81 да се врне на старата цена. All time high, 24 часа high беше 0.62.953. Ако случајно Gala отиде на 0.81, планирам да профитирам. Тоест не у кеш, туку да ги купам па назад, например на 0.58 или 0.60. Не би се локомил на 0.54, колко е било најниско 24 часа. Значи префрлувам 4 Ethereum, за да сметам дека е паметна идеја за тоа што кога ќе купам таа земја тука, таа земја ќе ми дава инкам назад. Шо верувам дека колку повише луѓе у светот ќе се приклучат да играат за Spider Tanks, јас ќе си имам профит од тоа, плюс не знам какви опции ќе има тај ленд, и од секој што сум сакал такви работи да истражувам. Више имам првиот македонец кој што е купил ленд на Axie Infinity, кој што кошташе 5.5 Ethereum. Ја покажам на Axie Infinity, имам ленд кој што кошташе, купен беше на август 29, сите ми се смеја, 5.5 Ethereum. Уствари е у Савана, али е на тактичка место изберен, не сакав да купувам од Arctic и од Forest, сакав Савана, меѓу две точки, дека ќе има, наречеме тај дроп на тие чудовишта, со кои ќе се бореме и, например, секој кој што сака да боре со нив, мора да поминува низ мојата земја. Тука го чекам, мојата земја. Се што ќе изгубе, ја ќе имам право на клейм на тоа. Така да, гледајте само колку е било ефтина, тај сигурно се изедел жив.
той е филипинец, некой мисля дека беше. 2020 я купил за 0.50, т.е. я продадел за 0.50, не знаем за колко е купил, може да е купил за много по-ефтино. Па 0.75, па 1 Ethereum, па 1,3 Ethereum, пази колко ходи бързо. И аз я купувам август 29 2021, 5,5 Ethereum. Парче скоро, кое ще беше ставено до моята земя, кошташе 20 Ethereum. По-горе от моята земя имаше тук тай дел некъде, 8 Ethereum. По-доле, тук ако не се лажам, некъде беше около 9 Ethereum, значи моята земя више вреде много по-више от колко ще съм я купил. Значи аз съм потрошил 5,5 Ethereum и сега нека рече, леле, па ти вируваш за 4 години Ethereum ки биде $40,000. Да, ама аз себе не съм го изгубил Ethereum. Мене ми е у земя. Значи Ethereum автоматски ми е станал и на вредност, и плюс у Ethereum се сголемува. Додека ако само 5,5 държи в Ethereum у било кой нели exchange, тайки си беше 5,5 Ethereum. А ако аз съм инвестирал у земя, че виж съм го дуплирал. Минимум съм го дуплирал. И ако 20 до мене Ethereum кошта, то не значи да ги се продаде за 20 Ethereum, ама ние сме на самия почетък, луги. Още 2 милиона играчи има. Имам и айтеми. Не си тия мои айтеми. Дека отиде то чудо. Имам айтеми купено, доста интересни. Гледав да ги вземам кои се, нели, Rare. И овай мораше камон, пошто тия Rare се 3 Ethereum. Значи гледав да се ниски бройки. Значи гледате 129, 890, 1004 тай за жал не е, 160, 353, 271 и 1192, иако ова е скап. Значи сега за сега не са много скапи. Значи движат се цените, и аз всяки за колко успяв да ги вземам на бразина. Значи за 0.08 Ethereum и дава Plain Taxi Defensibility, които се борят против кримерата. Ово дава 10% Experience, значи купен е за 0.1 Ethereum. Ово чудо е купено на срекел, вземав за 0.04, нямам поема коя будала го имам продадено. Значи това го чекав много време и го начекав. И стои ово за Speed 10% за акциите за Savannah. Ово го вземав за безпари, 0.05, не знам типа шо му беше. Ово е исто 0.08. Ово е за Axie Moral 10% и ово е най-интересното 0.25. На срекя го вземав. Значи да е низък брой, 271 значи дека е по-низък брой от другите NFT и автоматски има много по-голема вредност от, например, бройка шо е 1000, 2000 па дори 300. Значи го купив за 0.25, 10% дроп, шо е много добро. Сите мои херои, сите мои играчи имат акцес до Land и други играчи наравно, ама и сите мои играчи имат акция замеси до Land и ги имат овие айтеми да й помагат за повише SLP да правят. Ово е, и планирам още да купувам. Increase Axie Defensibility by 10% за Savannah Land и това е. Значи може да видите по-далеки точки е 3. Тук гледай близко до моята сега да видим някоя прилика дали има. Ставено да се продава. До моята. Мислям дека нема. Има една близко. Има друга още близко. 6 значи Ethereum та. Че да видим друга дали има. Че овие се виши 6 мислям дека е близко до моята. 6,5. Другите кои ще бе от 20 Ethereum се замести си купени. What the fuck. Интересно. Ова е доста близко до мене. 5.95 Ethereum. Типчето я продава сигурно, за това ще му трябва Ethereum. да има в екстра Ethereum на страна. Значи аз би го купил. Той е близко до моята земя. И аз единствено ще сакам, ако изкоча да купам одма до моята земя. Затова ще верувам дека единак има айтеми кои ще може да се сголемат. Во меѓувремено, гледате колко пари више коштат. Genesis плот е 560 Ethereum, 2 милиона 314 хиляди долари. Genesis плот другио е
1337 Ethereum, т.е. 5 милиони, 5,5 милиони. Другия Genesis е на самия корнер е 10 000 Ethereum, 41 милион 330 хиляди долари. За тия ще мислят дека ово е детска игра. Сигурно и овие исто луѓе не го мислят тоа со нешта кои што вредат 41 милион. И тоа овие се точки стајани да се продават. За други точки мислам дека сите купени и не се достапни за продажба. Другото е 44 милиони е најскапата точка. Точка, луѓе, една парцела од дигиталниот свет, виртуелниот свет постоја за 44 милиона долари и е од играта Axie. За тие што мислите дека ова е детска игра, гадно се лажете. Еви ексклузивно да видите кои Axie ги имам моментално, ово имам 9, кои што треба да бидат распоредени. Како што гледате, тие што му обвинува од други групи дека јас сум правил профит од SLP. Како што гледате, јас немам SLP моментално. Немам SLP. И SLP-то го користам кога ќе го земам, не го тргувам, одма да размножам други акции или да се смене за AXX, за да размножам други акции или да купам друго акции за играчи. Значи гледате, 0, 0, 0. Еве ме го и волето. Ако баба лаже, тракне. Тоа е тоа. Значи тоа е за акции, многу луѓе сака да видат. Да. Тука сум му се уште се размислувам за еден страшен влез. Значи, поради тоа што излезе ово чудо. Ово е Mystic Plot. Кошта 111,000 долари, т.е. 27 Ethereum. Значи, јас ако држам 27 Ethereum, че само другари да проверам дали се снима, поради тоа што некојаш имам технички проблеми со OBS Studio. Значи, ако ја држам, да речеме, на било која берза 27 Ethereum, моментално они каснат многу со 2.0. Верувам дека некаде у март треба да го имплементират, или ако притиснат од Cardano, од Solana, од Polkadot, од Tezos, ќе треба да го завршат и многу побрзо. Иако мислам дека е готов. Со една година више, мислам, не ме држете за збор, оперира више 2.0, може да го секој активира, кој што има 32 Ethereum. Дури па и други може да го стават на Binance за 7% да го заклучат, додека не се активира. Мене не ми се заклучува Ethereum на токава сума на пари, што ја имам, јас имам некој си тука. Забравив да го пуштам тај Ethereum. Додека зборам, гледате, тражи конфирмација преку телефон. Значи никој не може да ми ги, многу луѓе се чудат, брат, ти јавно покажуваш видеа да не те хакира некој. Па во исто време треба да ми го поседува телефоно. Треба да ми го исече прсто. И треба да не си кажувам другите 4 заштити други. Значи пуштене, да видим баш за колку време ќе стигне. Го моето портфолио кај мене, јас не крием, ово е дел од портфолиото, 4 биткоини тука имам. 20, имав 30, имав 55 Ethereum тука, сега се 28, затоа што решив, сега префрлив 4 Ethereum и нешто за да упаднам за земја за Gala Games. Купив 5,5 Ethereum Land у Axie. И некој повише од 19 Ethereum купив Axie за да вработам 30 македонци. Кажував, потрошив и 300 Neo, што ги држив толку многу години, ама приоритет ми се, никој не ме разбира, приоритет ми се, значи македонците да бидат вработени и на полог период чекам, ако направам после профит од тај SLP. Сега за сега планирам да бидат вработени, да се запознаат со оваа технологија. Тоа на историско ниво никој го нема направено, да после 7 години ти си чувал Ethereum и одеднаш кај Ethereum го продаваш за 30 души да играат. Знам дека не е сватливо за вашиот, нели, македонски свет што имам направено, тоа никој друг македонец нема да го направи. И плюс да дава 50%, многу и од геймерите не веруваат дека леле брат, сите други дават 50%. Бујрум, идете видете на некои филипинци на месечно ниво не го ни исплаќат SLP-то, ностоп се жалат луѓето. Значи тие некои таму што ги нудат тај scholarship и ги крадат. И кај менека редовно, ако не заглаве нели самата програма да не може да го отклучам поради многу трансакции, плюс минус 1-2, секој SLP-то и се доставува.
Еве имам Filecoin, Litecoin, Scross и Bitcoin Cash на профит ги извадив, пощо ми беше прикоглава тия коини. Zcash имам 30 резерва комада, Engine има в 4000, 3000 сменив за да купа макси и ляво чувам како резерва. Значи приоритет ми е Акси и македонците да играят. Значи той е тука, аз не крием, тука имам као резерва, чувам, може да видите VeChain PAC 4000, Gala имам 6000, скоро 7000, KuCoin ми е огромна грешка, що не купив 10 000 комада, затоа шо Америка ни се заканува дека ке я забранат самата берза, що беше на голема лага. Чудев ме се шо да направим и аз имам продадено KuCoin на смешна цена. Со профит, ама все пак на смешна цена. Значи аз и мојо другар Иван имавме сметано дека ако тогава купивме Ethereum, ако тогава купивме KuCoin, денеска ке имавме $600,000 и $200 на ден. Луѓе само од лихва кој што ќе ни ги даваше самио KuCoin. Заради тоа што нели колку луѓе користат берзата и трансакции. Еве да видиме колку имам трейдинг стаено, спремно, Gala и тука, 8524 ги чувам. Сега да имам дали само ќе се отворе PoolX, да видиме, тука има заклучено некои assets. Non-stop го минува това. Е доста интересно. Значи не съм заинтересиран. Значи трейдинг аккаунт, main аккаунт, PoolX имам исто доста. Ево го аккаунт баланс. Држам Tron тука 25,000, имам изкопано 244 за сега. Држам 215,000 Bipro. Bipro за жал го не сум уште истражил зашо. Го исклучил Staking Rewards, што е катастрофа и му ја многу бутнаа цената. За жал тоа не го идов на време, за да продадам и да профитирам. Без никаква најава. Не знам, никој па ни у групата не е следен и да постира на таа тема, која ја не постирам. Зилика имам 15,630 тука и 41 Polkadot чувам на Staking Rewards. Еве програмата ексклузивно да видите, значи моите вработени, гледате, Јован више ги руши светски рекорди, 2708 мамара, значи гледате, прави 21 SLP на победа. Значи 20 енергија има, просек гледате прави на ден 516 SLP, вчера е направил 578 SLP, аверидж му е 466. Значи тоа е тотал, има направено до сега 4191 SLP, кои што вредат 154, за жал гледате тука цената е 0.03, много е падна SLP, али тоа ќе се чува. Еве и другите играчи, више гледате колку души имам на 2000, 1, 2, 3, 4, 5 и другите двајца беа, само сега се паднале изгледа. Еве тука може да видите сметките ви ги покажувам, значи, и на мене и на вработените што се вика. Таков македонец, нели, 8 што го плукат, никој не му е речел, браво брат, што ни споделуваш такви информации. Ама тоа е. Ова е за уиднина, за едните генерации да гледат. Овие денешните генерации се со партиска книжка и се малку слепи. Тука имаме и нови двајца кои што треба да бидат тренирани. Гледате колку е зафркна на акси. Значи да речеме овие двајца луѓе се нови, само што се купиле да речеме за $1500 акси и бум, гледаш паѓат на 625 SLP. Значи ти правиш 0 SLP од вин. 0. Се додека не се врнеш над 800 SLP. Еве, ка мене двајца нови што се под тоа. Другите се сите, значи од 30 луѓе, само двајца нови што ми се. Ама јас имам тренер, Јован е исто најдобриот играч, па и другите се уклучуват на Discord и помагат да ги совладат тие карти, да ги научат. Еве, сега ќе покажам, многу луѓе беа заинтересирани да видат. Пошто ја постирам, па они немат време да истражуваат, па да покажам еве картите. Кој ги знае тие карти, многу лесно ќе напредува во самата игра, па и ќе знае да се состави некој јак звер.
Айде да видим у исто време дали се стигнале таа Ethereum. Вау, јас сум изненаден, дури пред 7 минути е стигнат. Вау. Супер, интересна работа дека толку брзо патува Ethereum денеска. На Гала, да не се лажем, има многу луѓе кои што се кажи го, мислам, страната неколку пати беше блокирана. Јас за жал Dragon Cave сакав да купам, после сакав Safe Haven исто да купам, ама тие беше се купени, се решив само за Arctic Base. Ако случајно нешто откријам, гледате тука, од овие има само 700, уште 29 има од Arctic. Гледате надоле има, чекај прво да купам, после да не се има кајни. Значи, еве, тука ми лигнуват 4 Ethereum, значи ово уживо замисли за прв пат покажувам, еве, ќе купам Lend за 3.565 Ethereum. Ќе купам една, Place Order, и ма дава, значи Sending Fee е 0.002. Баш ме интересира да го копирам и да видам колко е тоа, мислам дека не е много. Ако се проверува тука, Ethereum избереш моменталната, значи $8. Вау! $8 и аз у 7 години немам платено $8 трансакција за Ethereum. Интересно. Значи, еве, тука, значи, price 3.565, sending fee е $8, payment method на Ethereum. Иначе забравив да ви покажем една работа интересна. Гледате, Basic Attention Token, луѓе, гледате, пред 2 години ви кажав да користите, еве и сега исто можем ексклузивно, имам 820, не знам дали камерата ќе го детектира, имам 829 Basic Attention Token, ако ми фалат пари за тенк, добар, ќе купам со Basic Attention Token за да снимам и да ви покажам дека е функционален. Значи гледате Gala, Ethereum, Basic Attention Token и Town. Че вие бирате у која такво сакате куренси. Еве туку живо, одеме да видиме, прв пат купувам. Place Order. To protect with this transaction, please enter your transfer code. Transfer code. Тоа е интересно, кој да е transfer code? Transfer code. Ово е интересно. Чекай само 2 секунди. Другари, мислам дека ќе добиев срцев удар, затоа што покажаме една интересна работа. Знам дека никош не секој се го завршувам домашното. И вика, сега ако идете цука search Gala, сите мейлови кои што сум ги добил и бум! Тражам seed phrase, нема. Тражам тај код што ми го тражи, нема. Обрнав ги сите документи, некои си 35 минути, не можем да најдам ништо, човече. И замисли си, 12 recovery phrase сум го запишал у новите документи и сум го извадил од старите. Гледаш, ја прв пат сум ја истражувал и сум го креирал јули 12. А мислев дека скоро сум го направил. А више ги бев префрлил, значи 4 Ethereum. И викам, човече, само што изгубив 4 Ethereum. Поради тоа што seed phrase го нема и го немам тај код. Не се ни сеќавам. Ја уствари сум креирал, гледате, јули. Тука, јули 12. Завршил сум го профило, спакувал сум документите, сум ги ставил у сеф. Се живо обрнав. Не верував дека Gala пред толку време сум креирал профил и сум запишал дека треба кога излезе да се купе земја и дека треба да се инвестира у сите овие чуда. Просто мислам дека ќе добиев срцев удар, али добре. Значи знам, ја никош не сум изгубил до сега seed phrase или пасворд. Секош ги складирам и го најдов у сеф. Еве, тука може да видите на Etherscan, трансакцијата помина. Не ми е јасно зашо дава 14 минут сега.
Па тогава не съм държал 30 минути, значи съм държал 14 минути. Още по-малко, супер. Останала баланс 0.42 етериум. Тук останала резерви златни около 4 биткоин, 28 етериум. Около 318 $000 на падна на берса. Значи земята awaiting fulfillment. Пойма нямам, що е това. Първ път купувам земя тук. Да видим за колко 20 на минута виша. Добре, гледаш 20 на минута съм тържил, значи не 14. И да видим шо ствари ки ми даде. Мислям, дали ки можем да улезам от тази земя. Че никой до сега не е направил видео. Поради това, що само постоят от нея 700 комада Arctic Base Ankamon. Невообичайна. Другите тук забрив да ви покажам. Гледате, има от Rare има 300, ама не ми се дават 7 етериум, зато шо. Не съм още сигурен, мислям дека тия со Rare шо се тенкови ки играат на овие бази, тия шо се со Epic на овие, тия шо се со Legendary и со Ancient на тия бази. Вообичайно то е много пари ке коштат тия тенкови како шо гледав, значи просто едноставно си правам филм дека по-големи отдел от смртниците кои што се со ниски плати ки играат на овие стази со обичен тенк. И тука планирам ја да правам, гледате, имат уште 27, значи 28-цата купив ја. Значи сум првиот македонец кој што сигурно и у Spider Tanks поседува земја. До сега поседувам 2 парцели, у Акси и у ово. Значи колку купив ја, 3.58 ден. Моментална вредност ке видиме на I'm still here. Значи 3. Колко беше? 3.58 ден. 3.58 ден. Моментално земята што ја купив вреде $14,262. Само ја не ги гледам работите така. Ја не ги гледам у долари. Значи ја гледам у етериум. Значи ако забележите на почетокот на видеото, ако не се лажам, беше 3.71 ден. Сега самата литна 3.58 ден. Уште не сум сигурен на кој начин се зголемо, дали поради цената, ма гледам цената папаѓа на етериум. Значи самата тоа од како се купуват, мислам дека ја качува вредноста, ма тоа е харекирим. Значи мислам дека тука ќе направам многу повеќе етериум. Таа земја мислам дека ќе вреди околу 50 етериум со сигурност. Ако не, јас ќе ставам да се продава за 50 етериум. Ако никој не ја купи, здравие. И аз планирам да правам scholarship на нея или да земам профит од сите тие луѓе што ќе играат на мојата база. Само малку да видиме, интересна работа, доста време треба да се потврде. Како и вообичаено, знаеш, Ethereum е најбавното нешто што постои на овај свет. Многу луѓе таа Ethereum има зафркненото. Јас ви кажав, минимум $100,000 сум на дупка со тие трансакции од што имам тестирано игри. Ова е до сега најефтина игра што ми е спаднала да купам, ми е чудно на кој начин. Значи моменталната цена е 0.55. Да видиме колку време се снима видеото, околу 20 минути. Значи еве го инвентори. Останува да видиме кога ќе легне гала. Кога ќе легне таа земја, ама чекај додека фактички уствари можам да истражам сега и друго. Значи идеме прво за тенк. Вау! Значи моментално луѓе сите тенкови се продадени. Па мислите ли дека нема да вреде таа земја? Ако сите тенкови се продадени. Сите тенкови. Вау! Интересно. Окей, ако се продадени сите, sold out, да видиме за боди. Треба ово по-детално да истражам, да не ја сгрешам. Значи со таа Ethereum 0. Колко ми остана?
Че ми остана 0.42 Ethereum. Планирам да съставам и тенк. Планирам да съставам и тенкови. То е доволно за почеток, мислям. Типчето имаше препорака за мазъл. Не, Bandit. Ама Bandit Legendary е па един Ethereum. Bandit Legendary доста добро се движи. Али, за жал... Па чекай, човече, зар само вие се. Weapons, да видим що има останато. Много малко. Че се живо е купено. Значи, оки е тежък избор. Canon. Оке опаузирам. Другари, значи правих доста време пауза, некои си 2 сата, кой ще гледате, трябваше да помине тази транзакция, за да ленд ми легне на самата гаража инвентори. Значи купена е Arctic Base за 3. Само една секунда. Значи... Все още ме нервира това дека трябва неколко пати да го бирате. Значи от цяло време се измествува. Моментално и аз я купив и уши ден, като ще гледате сега па е 3.553. Мислям дека купив за 3.58. Че гледате варира цената нагоре, зависно от фактички Вайлда Ethereum шопая. Значи битно е купена, тази работа я завършихме, после 2 сата помина инвентори, остануват за шопинг 0.42.7. Около $1,700 за тенкови, значи нямам некой голем избор, али ще завършив со изтражувањето. Изтражвам више цел месец само за тенковите. Значи и е чудно, що Bandit се продава. Има много армор и има само ще 2. Значи планирам един да купам дефинитивно. Сега само не ми се свига, шо мора да се пишува цяло време. За жал морав да изключам. Study for order in progress. Значи да купим и Bandit Body. Значи, ке видим това какво ки помине. Малко е лошо това, защото цяло време трябва да бирам. Още не е финализирана самата игра. Weapon, Tank нямаше. Body го више купив. Значи Available. И трябва да се щиклира Uncommon, да не сгрешам. Значи сега наредно планирам да купам. Вау, значи добре ще го купив. И вау, добре ще го купив, значи ако ще гледате и някой друг само ще го купи другото, значи няма више от Bandit. Bandit е много бърз, я го остави в видеото и пишува дека има доста добър армор, како ще гледав. Значи добре ще го купив, планирам да го играем со Flamethrower да го почнам или плюс со Shotgun, но моментално бета верзията е завършена, чека се да се пуще фул играта. Мислам дека Flamethrower сакам да го имам и да го играем со Invisibility. Мислам дека уште не сум сигурен, пошто ја бета верзията не успяв да ја тестирам. Мислам дека самио Bandit има Invisibility или сите имат Invisibility или по оружие кога се бира. Не се сеќавам за тоа сигурно како беше. Ще планирам да купам еден Flamethrower.
да го играам као типчето шо... Опа, тука одеме па... Значи, ке извините сега програмата шо не сум ја свикнал брзо да ја уклучувам. Купив и Order in Progress и Flamethrower. Ке постирам и после како изгледа самиот танк. Ако го отворив целосно, тука awaiting, pending. Значи идеме... uncommon. Значи идеме available, идеме weapon и tank. Вау! Зар ги купија сите, човече. Вау, некој многу брзо купува. Сега баш сакав да купам уште еден. Вау, многу брзо ги купуват. Значи бандит стварно исчезна. Штета, планирав да купам уште еден. Не сум сигурен за скаут, не можов да најдам видео дека некој го има тестирано. Иако сакав да купам, да имам за уште еден играч да тестира. Планирам да го купам. Значи... Hello everybody, I'm Hogan Hammond and I'm a game programmer at Game Media. In a previous video... Вау, интересно е дека за другите не заближав дека има овакво нешто, тука има. Hello. Шо има тука фактички... Вау, изненаден сум дека за другите видео не заближав. Доста подвижно чудо е, скаут. Hello everybody. Баш да видиме за ово само. I'm a game programmer at Game Media. In a previous video, I talked about the basics of upgrading the bodies and weapons that make up your tank. Today, I'll explain the upgrade system in more detail. The power level of the items you will be able to buy or acquire in our game can be represented with this graph. Items you can acquire in the game while playing for free will start here, at level 0. By using the resources you acquired, you will be able to upgrade your in-game items to the next level. The stats you gain with these upgrades are pseudo-random, and the chance of receiving a perfect upgrade is very slim. Over time, due to Нямам време сега да го гледам, али интересно е дека на Uncommon Body comes with a level 6, 100% perfect upgrade. Тука малку ме загрижува фактот дека вика Light Armor. Армор е многу битно во играта, поради тоа што гледав тие што немат армор, многу брзо гинат. Што значи дека скаут е малку ризичен за инвестиција. Разочарува фактот дека сакав да купам уште еден бандит и толку брзо го однема. Толку брзо некој го купи. Значи тоа е жив маркет, како што гледате. Додека планирав да купам два и бум. Има го 002. Значи верзија со Common Weapon. Тоа треба да го истражам уште. Не ми е јасно дали можат да играат со Common Weapon и Body на мојата стаза. Тоа уште не сум го истражил. Има и скинови интересни. Значи прво одеме за моето. Да видиме available. Значи Body, Weapon. Малко е ризик за сколд, не ми се свиѓа. Што е Light Armor, ама па доста се движи брзо. Тоа чудо. Lighter on Armor. Се уште се мислам за тоа. Мазл не ми се свиѓа на кој начин функционираше.
Значи the muzzle is well designed body and demonstrate balance and control with equal health and speed. Не съм баш по health и speed. Интересираме armor. Малко досадно сега ова, шо цяло време трябва да натискам на taj начин. Гледаш това, бум, само ще се продаде бандит. За жал, изпощив да купам уши ден. Мислам се за скаут. Shotgun много го фалат. Тай weapon. Rocket Artillery, Twin Guns. Gatling Gun е много добър, како што гледав. Доста добро, значи, функционираше. Can fire a remarkable powerful storm of bullets toward the opponent, but it takes a moment to warm up and slow you down a bit while firing. Connect perfectly upgrade to level 6. Това чудо е много добро. Исто. Значи вие чекаме да се попунат. Мора да размислям малко. Окей, планирам да имам у колекцията и един Gatling Gun, како што гледав, има чудото, прави много добър демидж. Ова е више досадно, али е защита. Значи, другари, купени Gatling Gun. Все още си мислам за ова едно да имам, ама не. Планирам некој друг да играат со... Трябва да изтражам да играат со... Come on, buddies. Не ми се ризикува да купувам нещо, шо има слаб армор. Бъде и трябва да видим Global Skin какви има. Значи, много ме нервира ovo, шо цяло време трябва да го избираш. Значи, Global Skin, свига ми се тази зелена Global Skin. Noxious, колко ги има само? 2000, никой скоро не е купил. Интересна работа или е ново. Свига ми се тази скин, зелен, Lizard, гущер. Значи, купен е Canon, купен е Flamethrower. То още пробвам да го figure out за Invisibility, дали самио бандит го има или плюс се купува. Или се бира у гаражата, кое шо сега за жал не е активна. Значи одеме... Дефинитивно ќе вземаме на скин. Нека има само 2000 овакви чуда. Дефинитивно ми се свига. Limited Edition Alpha Weekend Skin. Вау, Gala Games. Дефинитивно е закон. Како изгледа. Значи, одеме, взимаме една овакво. Защо? Значи, купен е и скин. Се ова е NFT, другари, се живо има вредност. Не верувам да пропадне. Ова игра е у прогрес. Изгледа явно, транспарентно. 4 Ethereum. Значи, упаѓам дефинитивно Spider Tanks со земја и со мој робот. Лично мој робот, кој што ќе го тестирам. Мој тенк. Од секој што сум бил луд по игри со тенкови. И мислам дека најаката игра со тенкови кој што World Tanks и уште една друга што играев, мислам дека упаѓат исто гала, што ќе биде доста интересно. Трансакциите се сите поминати, цело време дава. Да, планирам да ги префрлам. Планирам без разлика што е падна на цената, планирам да ги префрлам у следното видео BAT tokens и да купам, можно е да купам за други играчи тенкове. Значи имам буџет од... Има $1500, сега е паднато. Сега малко ово ме нервира, што цело време треба да го бирам ово на овој начин. Да видиме следно. Available. Одеме на Tank, Weapon и Global Skin. Вау, зар ги купи и другите. Бади, не се забравам да го натисна. Значи... Само да видим колко ми останува Ethereum.
Значи, inventory ми останало уште 0.03. $139. Значи за 0.03 мислам дека немам ништо што да купам. Веќе немам што да купам. $0.03 нема више за 0.03. Тоа е тоа за денеска, другари. Успеав да купам. Имам два типа на оружје. Repair Artillery не го купив сега за сега. Пошто доста други играчи знам дека го имат купено и планират да го фрлат низ мапата. Немам намера да трошам сега за сега пари за тоа. Значи Global Skinny Body само да видам ме интересира дали има у обичните. Уште колку стојат. Значи Ethereum Low to High. Значи нема многу. 505 се само останати. Значи може да е добро да купам едно Common Body да има за секој случај. За еден играч да тестира. Да, планирам да го купам. Доста. Значи купено е и само тело за еден играч, кој што планирам да го пуштам за почеток, а понатамо планирам и доста повеќе луѓе. Чекам одговор да видам колку луѓе се заинтересирани. Чекам да видам колку луѓе ќе бидат заинтересирани. За жал мислам дека не ми остана Ethereum за да купам и мислам дека не ми остана Ethereum за да купам едно оружје, али во скоро време ќе префрлам и ќе купам. Пошто тоа тело без оружје е ништо. Планирам да купам исто еден Gatling Gun да има. Значи 0.057. Значи 0.057 е $200. Значи тенко фактички за $400-500 може да се состави еден тенк, што не е баш ефтино за македонски услови. Ама на толку фалење и толку верување дека оваа игра ќе биде бум, за тие што имат пари, дефинитивно вреде ризикот. Мислам за тие што се геймери. Значи идеме следното видео, префрлувам Basic Attention Token и ќе гледам да накупувам за повише играчи тенкови. Тоа е тоа, другари. Останете ми поздравени. Цената на Гала е се уште доста пристапна и за македонски услови. Така да гледајте да не испуштите. Има Max Supply нема дата, али Total Supply е 35 билиони 240 хиляди. Значи не е многу. 35 билиони 240 милиони 112 хиляди. Значи не е многу затоа што ово е игра. Представете си, Cardano е 75 милиарди, ако не се лажам. 75 билиони. Гледајте да истражите, ово е се уште, ако не сте спремни за тенкови, доста е добро да се истражи овај токен. За жал, ќе ми просто ја нон-стоп викам коини, значи често грешам. Не е се коини, некои си токени. Тоа е, другари, останете поздравени и тоа е таа инвестиција од 4 Ethereum, 4.10 Ethereum за земја и за сите овие, целата оваа нова инвестиција у Gala Games, у која што верувам. Планирам да играам Call of Duty, можно и Halo, и да видиме какви NFT ќе се пајат. Останете поздравени, чао!